Риболовци од Охрид и околината порано редовно доаѓале во селото Речица за да ја ловат на далеку прочената речна пастрамка од истоимената река. Помеѓу нив бил и Димче Мајковски, подпредседател на спортско-риболовниот клуб Свети Апостол Петар од Охрид, кој сведочи дека изградбата на мали хидроцентрали во овој крај предизвикала непоправливи штети по рибниот фонд и воопшто по живиот свет. Ево гледате позади мене, браната е направена по сите прописи. Има и рибна патека, меѓутоа, кога тече наоку малце вода и кога водата од рибната патека тече на поплочен дел или бетониран дел, онде риба воопшто не може да се приближи па да се качи горе. Значи овај дел е уништен. Ако приметите водата, течението на водата, течи дел од водата по коритото. Меѓутоа, ова корито не задоволува да има овде пастрмка. И да има пастрмка, тоа би биле само мали, ситни примероци, додека чим порасни поголема се спушта низводно, затоа што овде нема доволно вода и не може ни да порасни за да се измерси да остави потомок. Тој објаснува дека има периоди кога на потегот од браната до хидроцентралата воопшто нема вода. Овај дел од браната до хидроцентралата долу кај што снимате е практично уништен. Негде е повеќе од 2 километри од реката, каде течи или малце вода, а во некои периоди искроз е затворена водата. Ако една се затвори водата, рибата угинува тука, храната што живее во водата за исхрана на рибите угинува и после тоа многу тешко се повраќа назад. На растојание од околу 300 метри воздушна линија од оваа хидроцентрала се наоѓа туристичкиот комплекс Рајска долина. Овде има рибници каде се одгледуваат токритска пастрамка, речна пастрамка и крап. Од мај до јули дури 4 пати дошло до помор на повеќе од 1 тон речна пастрамка. Собственикот Тони Јовановски тоа го објаснува со недостаток на дотор на свежа вода од локалната река која се користи за производство на електрична енергија. Причинител за поморот беше хидроцентралата која работи, кај што се наоѓа турбината. Треба да имат автоматска клапна. Што значи тоа? Тоа значи дека кога е невреме, значи а овде фаќат невреме често пати, значи фаќат невреме со град, со врнежи јаки и грмежи, кога се појават значи првите грмежи, евана ја исклучува струјата за хидроцентралата. Во тој случај турбината застанува, не работи. А водава, значи по самиот цевковод што се наоѓа до браната на 2-3 километри, треба да се наполни целата цевка догоре, па после да сврти од кај таја рибна патека или останатиот дел за да дојде баш до кај нас. Значи, тога се ствара еден период од сат и 20 минути, значи нема вода. Ние остануваме без вода во нашите рибници и така настанува тој помор. Случајот Јовановски го пријавил во МВР, а потоа и до јавно обвинителство со чиишто представници биле до самата брана. Се надева дека со доказите кои ги прибрале од лице место ќе бидат отстранети работите кои им создаваат проблеми. И ми викат, што е овде вода немат? Па немат, му викам, ја гледаш таја што е дрвото поставено на рибнава патека? Значи, то не сме да биде тука. Но тој за да произведи струја поќе, то дрвото, штицата ја мора да ја стави тука, за да немат ваму доток на вода, а тој да си прави нормално да профитират. На лице место, значи, затекнавме затворена рибна патека. Во меѓувреме на неколку километри погоре од првата централа се гради уште една хидроцентрала, поради што вели Јовановски, то рибникот во текот на летото дотекувала каллива вода. Значи, од мај месец негде, па до септември, до крајот на септември, секој ден значи беше заматена реката и то тиња заматена со тоа што на истиот потек овдека, на оваа река, голема река, почнеа да градат нова хидроцентрала. Новата хидроцентрала ми обекаа дека имат поставено автоматска клапна. Со самото прекинување на електрична енергија, клапната значи се отвора. Водата што е од цевководот директно си продолжува. И
Тука ние кај нас за 10 минути. Без да кажат конкретно што се случува на лице место и што утврдиле инспекторите, од Државниот инспекторат за животна средина само одговорија дека преку водостопанскиот инспектор согласно месечен план извршиле 2 редовни контроли, едната на 9 јули пошто бил составен записник за констатација од извршен инспекцијски надзор во правниот субјект. Друштвото за производство трговија на големо и мало увоз извоз и услуги Енергоремонт МЗТ Херц ДОО Битола е собственик и управува со изградена мала хидроелектрана за производство на електрична енергија МХЕЦ Речица и Грамешница на водотек на река Речица. За оваа хидроцентрала Министерството за животна средина и просторно планирање има издадено решение за дозвола за користење на вода за производство на електрична енергија од 18.11.2013 година, во која се дадени условите според кои треба да постапува носителот на дозволата за целиот период. На 5 август извршен бил инспекцијски надзор и во малата хидроелектрична централа во изгреба на реката Косовска, односно Голема река, село Свиништа, за која Министерството за животна средина и просторно планирање имало издадено решение за дозвола за користење на вода за производство на струја од 2014 година. Рокот на важноста на дозволата за работа и на двете централи е 20 години. Од инспекторатот велат дека стручно елаборирање за влијанието врз животната средина не била во нивна надлежност и додаваат дека стручен орган за тоа била Управата за животна средина при Министерството за животна средина. Но од Министерството велат дека завршен инспекцијски надзор задолжен е Државниот инспекторат за животна средина, кој потоа доставувал извештај од увид на лице место. И додека надлежните си ја префрлаат топката околу контролирањето на работата на малите хидроцентрали и негативното влијание врз животната средина, рибарот Мајковски апелира да запре понатамошното уништување на македонските реки. Овде имам ловено примероци преку 500-600 грама, 500-600 грама, меѓутоа со изградбата на ова водата воопшто немам сретнато од хидроцентралата па до браната, на неколку пати немам сретнато воопшто ниеден примерок на пастрмка. Апелирам до сите, поготово министри, влади и слично, апелирам, оставете ги реките и природата на мира, немој да ги уништувате на ваков начин.